Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Одржана првата седница на Советот на општина Тетово со новото раководство. Бесар Дурмиши е новиот председател на Советот. Во Гостивар се одбележа 18 ноември, ден на конечното ослободување на градот. Нова книга на Сонја Андонова, Бушава азбука на музиката. Советот на општина Тетово ја одржа првата конститутивна седница, беа избрани членови на комисиите, а за председател на Советот е избран Бесар Дурмиши. Седницата беше пренесувана онлайн. Бесар Дурмиши од движењето Беса беше избран за председател на Советот на општина Тетово на денешната прва конститутивна седница. Предлогот беше усвоен со 16 гласа за, односно за него гласаа советниците од неговата партија, од ВМРО ДПМН, од Алијанса за албанците и независните, додека останатите беа воздржани. Дурмиши истакна дека Советот ќе донесува одлуки за доброто на сите граѓани. Првично им посагувам добра работа на советниците што зема мандат за 4 години што не чекат. Второ, тие советници што ме поддржува за да бидам председател на Совет, им се заблагодарувам. Од сега не чекат многу работи, имаме многу наследени проблеми, многу неволи што треба заедно да ги решиме еден по еден поред. Тука сме избирани од граѓаните и треба да работиме за нив. На денешната седница беа верифицирани мандатите на новите членови на Советот, пошто дадоа и свечена изјава. Беше усвоена и последната точка на дневниот ред, односно престанок на функцијата на член на Советот Пајтим Тачи од ДПА, кој доставил оставка во писмена форма како што навел од објективни причини. На следната седница ќе се именува нов советник од неговата партија. Веруваме дека од овој совет ќе излагат добри дебати кои ќе придонесуваат за доброто на граѓаните. Ние како Демократска унија за интеграција ќе бидеме гласот на граѓаните и секоја иницијатива и програма која е на интерес на граѓаните ќе биде поддржана. Сметам дека е богатство тоа што имаме повеќе советнички групи во Советот и имаме разновиден совет. Тоа ќе биде добро и за граѓаните на Тетово и ќе придонесе во подобрување на многу решенија. Ние како Совет треба да бидеме секогаш коректив на граначалникот и на тоа што граначалникот ќе го работи, да даваме предвози, но и каде што сметаме дека треба да кажеме наше мислење и наш критички осврт. Значи ќе има подобрување во процедурата, бидејќи и председателот на Советот и председателот на општината се од иста партија. Но не треба да значи дека ние како независна листа сме секогаш ќе бидеме за секој предлог што ќе биде донесен од страна на Советот или од страна на општината. Ние секогаш секоја точка ќе посебно ќе ја третираме и ќе гласаме само ако сметаме дека е за доброто на граѓаните. Пајтим Тачи што се повлече од листата и на негово место ќе дојде докторката Иснија Весели. Седницата на Советот на општина Тетово беше пренесувана онлайн. Во Гостивар се одбележа 18 ноември, светол датум од историјата на градот, ден на конечното ослободување. Гостивар ја гради иднината како слободен град 77 години. 18 ноември е најзначајниот датум од историјата на Гостивар, кога се одбележува денот на ослободувањето на градот. Гостивар ја гради иднината како слободен град 77 години, благодарение на храбрите и пожртвувани учесници во народно-ослободителната борба. Во чест на празникот, средношколци од гимназијата, под менторство на професорите Светлана Јовановска, Андријана Страшевска и Дејан Груевски, организираа пригодно одбележување.
Одржаа историски час со читање на есеј, преку кој учениците се потсетија на настаните поврзани со историските текови до конечното ослободување на градот, како и на литературни творби посветени на Гостивар. Се вели дека историјата е сведок на времето и светло на вистината, па затоа да отвориме историската читанка за настаните од тоа време, во чест на хероите кои го дадоа највредното, својот живот, за слободата. Во текот на Втората светска војна, во Гостивар и Гостиварско војувале партизански одреди, Мавровско-Гостиварскиот партизански одред, Мавровско-Кичевскиот партизански одред, партизански чети и единици кои воделе тешки борби со фашистичкиот окупатор и нивните сојузници. Во акциите за ослободување на Гостивар учествувале единици на 15-тиот македонски ударен корпус со 41-та и 48-та дивизија и 7-та бригада на 49-та дивизија. Во текот на НОБ Гостивар и Гостиварско своите животи ги дадоа 322 активни борци и 158 жртви на фашистичкиот терор – македонци, албанци, турци, роми и други. Македонска земја слободна. Во залезот на невремето, слушајќи го гласот од минатото, новите гоци и даме, партизански завет зедоа, македонска земја ослободија. Удрија по тие душмани клети, со своите солзи ги удавија, со маките срцето им го откорнаа, со својата крв земјата ја осветија, заветот го исполнија, македонска земја ослободија. Еј, ти магична убавина, еј, ти небо најсина, еј, ти сонце најсветло, еј, ти земјо херојска, од корени твои изникнаа, јунаци знајни и незнајни. Денес, по знаме на сончеви зраци, песната над песните ја пееме, во македонската земја слободна. Гостивар. Секој чекор по Гостивар е бесценен и вреден. Носи насмевки и топлина, зрачи се убавина. Кога Вардар свети под сонцето, не можеш да останеш рамнодушен. Ги слушаш приказните што ги раскажува, ја впиваш енергијата, се соединуваш со секоја уличка, куќа. Срцето знае, твојот дом е тука. Од време на време застани, благодарам кажи, на сите борци, херои, јунаци, кои со својата крв платија за оваа Божја убавина. Гимназијалците го заокружија чествувањето со положување на цвеќе на споменикот на народниот херој Чеде Филиповски даме. По повод 18 ноември и Општинскиот одбор на Сојузот на борци организираше настан, на кој беа доделени признанија и плакети на поддржувачи и соработници, а беа положени и букети цвеќе. По повод одбележувањето на 77 години од денот на ослободување на Тетово 19 ноември, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово ќе одаде почит на паднатите борци пред споменикот на револуцијата во центарот на градот. Девето оделенци од основното училиште Гоце Делчев во Гостивар денес беа во посета на полициската станица. Учениците се запознаа со работата и улогата на полицијата, ги разгледаа различните служби и опремата која се користи при извршување на задачите. Гостиварската полиција денес беше домаќин на ученици од основното училиште Гоце Делчев. Група деветоделенци заедно со своји наставници беа во посета на полициската станица, каде одблизу се запознаа со функционирањето и улогата на чуварите на јавниот ред и мир. Гостите беа примени од раководните лица на станицата, кои им дадоа можност да ги разгледаат различните служби и организираат демонстрација на опремата и возилата, кои што полициските службеници ги користат при извршување на задачите, радарите со кои се мери брзина на движење на возилата, опремата за увид на лице место и слично. Посета на полициската станица, да се види како функционира, кои се надлежностите на полицијата на ниво на една општина, кои си ингеренции ги имат, како може нас да ни помогнат како граѓани, како деца, кога се можеме да се обратиме и како можеме во иднина да ни помогне доколку имаме некаков проблем или некоја ситуација треба да се реши. Дали семејни проблеми, дали училишни проблеми, врз база на пријателства, на другарства и така. Па на почетокот беа возбудени, голем дел од нив не се дојдени тука, ги немаат посетено сите простории, сакаат да научат, да видат како изгледаат, што се може тука да се очекува во полицијата, да видат, каде може да се пријавит, како може да се пријавит, кои повици, како стигат, како функционираат на терен полицајците и инспекторите.
Денешната посета на полициската станица Гостивар представува дел од активностите за афирмација и унапредување на отвореноста на полицијата кон граѓаните, зајакнување на меѓусебната доверба и проширување и продлабочување на двонасочната соработка со граѓаните, особено со младите. На првиот самит за женско предприемништво, кој што денеска и утре се одржува во Скопје, беше истакнато дека на секоја жена која има доволно знаење и квалитет, треба да ѝ биде дозволено да обезбеди подобро утре. Со неуспевањето на креирање еднакви шанси, безбеден простор, системски решенија и поддршка, кога таа е најпотребна, умира по еден сон. Јас сакам да ја видам сета светлост во очите на сите оние чиј сон ќе стане јавен. А знам дека сум во просторија која е полна со жени и мажи кои го сакат истото што и јас. На секој еден од нас, денеска, тука, задача ни е да бидеме гласници. За ова да стигне до сите. Руралната жена, студентката која завршува со своите студии, а која размислува како може својата замисла да ја претвори во бизнис. Жената која се двоуми да го побара унапредувањето кое го заслужува, затоа што се сомнева дека ќе добие поддршка, и секако средношколките кои сонуваат големи соништа. Треба да се сигурни дека можат и има како да ги остварат своите сонови. Затоа што ние, бидејќи тоа е наша одговорност и привилегија, за тоа креираме услови. Тука, дома. Се започна од короната, вели професорката по пијано Сонја Антонова, која е автор на книгата Бушава азбука на музиката. За време на карантините, таа на социјалните мрежи ги објавувала буквите од азбуката со кои објаснувала музички поими. Најчесто споменуваниот збор корона во музиката всушност представува знак кој го продолжува траењето на нотата. Така започнала приказната за објаснување на другите поими, а идејата Андонова ја преточила и во интересна книга и за деца и за возрастни. Денови ви излезе од печат мојата втора книга Бушава азбука на музиката. Целта на оваа книга е популаризација на сериозната музика. Интересна е приказната како дојдов до идеја за настанување на оваа книга, како дојде самата содржина. Минатата година, знаеме сите, се соочивме со една нова појава, наеднаш нашите животи се променија, дојде така наречена нова реалност, кога бевме исправени пред нешто непознато за самата медицина, за нас, обичните граѓани, кога бевме соочени со една пандемија и кога се појави една нова болест, популарно наречена корона, нели, нејзиниот медицински назив е сосема поинаков, корона, меѓутоа за мене како музичар самиот збор корона има сосема друго значење и јас почувствував потреба тоа да го објаснам и на моите пријатели на социјалните мрежи го објаснив зборот корона. Што значи, и тоа беше подкрепено и со музичка илустрација. Меѓутоа, во истиот период почна да се репризира култната серија Бушава азбука и мене ми дојде идеја да направам јас своја Бушава азбука на музиката и така секој ден објавував на социјалните мрежи на секоја буква одреден поим, објаснував и пуштав соодветна музика и тоа имаше за цел да им го олеснам периодот на моите пријатели и на сите оние кои ги читаат тие текстови, да им го леснам периодот кога бевме приморани, седете дома, оние не повеќе часовни, туку повеќе денови кога моравме да седиме дома и така да им го леснам тој период, значи воедно да ги релаксирам, па и нешто и да ги едуцирам со овие приказни. Во книгата се поместени тие приказни што беа минатата година објавувани на социјалните мрежи, тоа се 31 буква,
а во ова печатено издание има 62 приказни, на секоја буква има по 2 поими, едниот се однесува на музиката воопшто, а другиот се однесува на македонската музика. Значи целта е нешто околу македонската музика да се едуцираат, да речеме. Наменета е за деца или може... Ова книгата е наменета за секоја возраст и за децата, а голем удел и во самите приказни имаат и децата, бидејќи ако мојата прва книга, драга учителка, ја посветив на мојата учителка со која созреав, оваа книга ја посветувам на моите ученици со кои ете го минувам својот работен век и дел од приказните всушност ги употребувам еве низа години во музичкото училиште во Тетово, ми поставуваат прашања и се трудам од училиштето покрај, бидејќи предавам пијано, покрај оној техничкиот дел што треба да го научат, нели, да научат да свират, да излезат од тука и музички едуцирани со објаснување на разни поими и кога ќе завршат основно музичко училиште, понатака самите да бидат музички едуцирани, да се интересираат, да ми е побудам, ете така, нивната желба, понатаму сами да истражуваат. Инаку, на социјалните мрежи минатата година беше многу полесно да се објавуваат за секој поим музички илустрации, бидејќи технички беше тоа полесно, а во ова печатено издание самата книга содржи едно CD на кои се поместени композиции кои се објаснети во самата книга. За тоа се погрижи мојот колега Гоце Симоновски. Книгата содржи за секоја буква има одредена илустрација. Илустрациите ги направи Ана Андонова. Книгата е печатена во печатница Илко Гостивар. Инаку самото излегување на оваа книга е проект од национален интерес во културата за 2021 година од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Фотогрупата Чкрап од Тетово одбележува 18 години од своето формирање. За денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември, традиционално ќе ги почестат граѓаните со изложба на фотографии во музеот на град Тетово, односно во просториите на поранешен дом на Арама. Полнолетни, креативни, различни од останатите. Фотогрупата Чкрап на празникот 19 ноември ќе ги почести граѓаните на Тетово со годишна изложба на фотографии. Фотогрупата годинава одбележува и 18 години од своето постоење, а учество на изложбата ќе имаат 11 членови. Специфично за оваа фотогрупа е што веќе е прерасната во своевиден бренд, па во членството има и фотографи од други градови од земјава. Фотогрупата Чкрап е многу необична појава у македонската фотографија. Значи не е класичен фотокиноклуб или фотоклуб, кој што е регистриран како здружение на граѓани, заради непријатните искуства, немање средства, немање поддршка од институции, од фирми, од други спонзори. Решивме да бидеме неформална фотогрупа Чкрап пред 10 години и долго време обстојуваме така. Прилично сме флексибилни. Главната цел на фотогрупата Чкрап е околу себе да собира фотографи, заљубеници во фотографијата, без некои поголеми формални обврски. И така фотогрупата Чкрап израсна во една флексибилна група на ентузијасти, фотографски ентузијасти од Тетово, но со време некако станавме препознати в бренд и во Македонија, па и пошироко, по Србија и некои други места. Многу луѓе кои што не беа жители на Тетово, наши познаници, пријатели и фотографи, сакаа да бидат членови на фотогрупата Чкрап. Така што, а и членови на фотогрупата Чкрап што се од Тетово, со време се одселија, како и многу други млади луѓе во секаде широм светот. Така што во моментов најмалку фотографи има што живеат во Тетово од фотогрупата Чкрап. Така што имаме многу луѓе кои што живеат во странство и луѓе кои што се од други градови, а членуваат во нашата фотогрупа.
кога станува збор за јубилеи, обично јубилеи се смета 5 години, 10 години, 20 години, 30 години и така натаму, но годинава пак ќе кажам дека сепак е некој јубилеј, ако не јубилеј, барем фотогрупата Шкрап достигна една своја зрелост. Годинава, значи, правиме, нашата изложба на фотографии е традиционална. Од 2004 година правиме секоја година изложба на фотографии на есен или во зима, пред крајот на годината, и на тој начин им подаруваме на нашите сограѓани и на сите љубители на фотографија еден фотографски празник. Слободоумноста е секогаш дел од нивното творење. Тоа е нишката која ги поврзува, а и се гледа во нивните фотографии. Нашата традиционална изложба е повеќе изложба на фотографи и нивните дела и нивниот пристап кон фотографијата, отколку изложба на фотографии класична врзани околу некоја тема. Што значи дека нашата изложба има слободна тема, а тоа што не карактеризира и тоа што не врзува, всушност е слободата на изразот и на презентацијата. Знаеш, изложбите главно се прават врз основа на некој конкурс, ограничување има на форматот, на бројот на делата, на темата и така натаму. Ние немаме апсолутно никакви ограничувања. Фотографите се слободни да приложат фотографии за оваа изложба по собствена желба, поготово по старите, по искусните фотографи. Значи, нема селектор за нив, освен за тие што учествуваат прв пат. Тогаш сум јас селектор, но годинава за прв пат немаме нов учесник на изложбата. Тоа што е карактеристично, да не ми побегне мислата, е тоа што фотографите имаат апсолутна слобода во изборот на темата, на мотивот, на форматот, на техниката на обработка, на начинот на презентација. Значи, апсолутна слобода, тоа што и доста ретко вака се среќава. На тој начин, гледачите кога ќе дојдат, може да уживаат во визуелните атракции, така да кажам, и различните пристапи на секој од нас кон фотографијата. Некој фотографира луѓе, некој фотографира пејсажи, некој фотографира тревел фотографии, значи патувачка, туристичка фотографија, некој фотографира експериментална фотографија. Се представуваме главно со најдобрите фотографии снимени во текувната година. Тоа е битно. Изложбата ќе биде отворена во 20 часот во новите простории на Музеот на град Тетово, односно во поранешно Дом на Арама. Повредени 3 лица во сообраќајна несреќа во Тетовско, санкционирани 27 возачи во акцијска контрола за непрописно пристигнување. Следуваат деталите. На 17 ноември во 16 часот и 40 минути во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено дека на регионалниот пат Тетово-Пирок во близина на бензинска пумпа кај село Кајник се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Опел со тетовски регистарски ознаки, управувано од 42 годишник од село Долно Седларце, и трактор Имата 539 со приколка без регистарски ознаки, управувано од 39 годишник од село Горно Палчиште. Во несреќата возачот на патничкото возило се здобил со тешки телесни повреди, додека возачот на тракторот и неговиот 57 годишен сопатник од Тетово се здобиле со телесни повреди констатирани во клиничката болница во Тетово. Увид на местото на несреќата извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола за санкционирање на возила кои непрописно пристигнуваат, при што санкционирани се 27 возачи на територијата на секторот за внатрешни работи Тетово. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. До сите учесници во сообраќајот се апелира да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со цел заеднички да придонесеме за побезбедни патења.
Драги гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.